Југоисточниот и јужниот регион се познати по производство на овошните насади. Покрај тутунот и куртовата капија застапени се површини засејани со модра слива. Речи си да нема семејство во Ракитец кое ја произведува за своји потреби, но и за продажба. Ѓоше Насков е млад земјоделец кој повеќе од 20 години се занимава со одгледување овошни насади. Иако бара многу труд, Насков вели дека е навикнат на оваа работа. Ако не се познава работата, е тешко. Јас имам завршено средно земјоделско, имам познавање, така. Они се садат, најдобро е листот кога ќе падне есента, ноември, декември. Тај период е најдобар. Па треба доста одржување, прскање. На време. Се прска таа една процедура околу нивното одгледување? Па од 5 до 8 пати. И на време треба да се спрече, после е ѓаве. Ако се закасне, 1-2 прскања. Земјоделците од Ракитец се задоволни од квалитетот, но и од купната цена. Годинава црната слива се продавала по 15 денари за килограм. Па треба да имаш финанси и тоа е. Тешко е за одгледување. Рековте дека е тешко одгледувањето, тоа значи дека носи и повеќе производствени трошоци, така? Да, носи. Треба да имаш механизација, треба да имаш готова пара. На време да купиш препарат и тоа е. Се си треба на време. Задоволни ли сте од цената годинава на слива? Па цената е добра. Вие 3 години берам моите се садени 2010-та, ова не беше 5-та година. 3-та година на берба, добро беше. Колку ги продават? Па добра цена, струмци ги дадех, пиперево. Во светот годишно производството на сливи изнесува околу 10 милиони тони. Според производството на континенталното овошје го завзема 4-тото место после јаболко, круша и праска. Во Македонија пак со годишно производство од 18 до 25.000 тони го завзема 2-то место после јаболката, а во вкупното производство на овошје учествува дури со околу 20%.